Или на За малку. Сончогледот. Мене се најдовме тука денеска во фабриката Благој Ѓорев со министерот и представници од Министерството и со директорот на Благој Ѓорев да ги слушнеме измените кои се дадени од страна на Министерството за моделот на субвенциите за Сончогледот, што да кажеме доста се задоволувачко ниво, затоа што да можеме да ги поттикнеме земјоделците да повеќе произведуваат, почнувајќи од пред 4 години кога имаше 2000 хектари сончоглед површини што се произведуваше сончоглед, сега стигнавме до некаде бројка од 8000 хектари, зголемено околу 15.000 тони повеќе производство на сончоглед, бидејќи се направија мерки кои задоволуваат за производители на сончогледот, да можат да ги покријат делот од трошоците и една сигурност за производителите кај може да се откупи и навремено да биде платен сончогледот. Ги слушаме сите услови што на нас ни одговарат, ние се доста примамливи, мислам дека земјоделците со тие услови што Министерството ги нуди како субвенции, ќе има уште поголем дел, ако не повеќе за 20% поголема површина за производство на сончоглед. Тоа веќе в година? Никола Петковски, председател на Сдружение за производители на сончоглед и производител на сончоглед. Тоа веќе го планирате за наредната реколта? За сегашна реколтата е сега почнува сеидбата, за 15 дена почнува сеидбата на сончоглед и затоа и требаше да се одржи овој состанок, што мислам во право време се одржува. Условите ќе им бидат пренесени на производителите на сончоглед, така да сите кои се оставени површини за ова 2023 година почнуваме за 15 дена сеидба на сончоглед. Там разговарате може би за цената. За цената не можеме сега овој период да одредиме. Моментално цената паѓа на сончогледот, така да ако биде некаде прошлогодишна цена, ние ќе бидеме многу задоволни. Спомнате дека лани Македонија е произведена 15.000 тони сончоглед, а Да. тука на кој се лажам беа 11.000. Има 4.000 разлика. Каде Има. заврши? Да, заврши во делот на мали производители кои ги користат за семки за глицкање, ова сончоглед за глицкање. И тоа го купува генерално Косово. Може